За постапките кои се во тек, а се од особено значење, не е благодарно да коментираме, одговори председателот на Уставниот суд Сали Мурати на прашањето кога ќе ја донесат конечната одлука за оценување на уставноста на законот за помилување. Тој истакна дека постапката е во тек и јавноста благовремено ќе биде известена за нивната одлука. Не сакаше да коментира и за влијанието на нивната одлука на автентичното толкување на законот за помилување, кое треба да се изгласа во собранието. Се односува до постапка што ми прашавте, ние со особено внимание се приближуваме со сите предмети. Предметите се во тек и да преодуцирам или да коментирам предмети во тек не е од особено значење, бидејќи ние со длабоко внимание работиме со предметите. Јавноста благовремено ќе бидат известени преку нашите служби, портпаролот, преку вебсајтот и другите средства за информирање за превземање активност од страна на Уставниот суд. Благодарам. Дали ова активност се влијае на законот за толкување во собранието? Тоа е друга тема, во друга прилика ќе се изјасниме за тоа. Благодарам. Истакна председателот на Уставниот суд Сали Мурати. Председателот на Уставниот суд Мурати изјавата ја даде на Државниот универзитет во Тетово, каде се одржа предавање по повод Меѓународниот ден за човекови права. Добро, за нас е голема чест и задоволство што денеска на Правниот факултет во Државниот универзитет Тетово е присутен председателот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, господинот Сали Мурати, подпредседателот на Судскиот совет, господинот Мирази Мустафа и председателот на Управниот суд на Република Македонија, Бурим Сейдини. Ќе се разговара по повод 71 година од Меѓународната декларација за човекови права. Ве повикувам да влезете внатре и да ги видите дискусијата, панелот и прашањата кои што ќе бидат поставени од страна на студентите. Истакна Кебира Взиу, дека на Правниот факултет при Тетовскиот универзитет. Уставниот суд покрена иницијатива за оценување на уставноста на членот 11 од Законот за помилување.